Пререгистрација на невработените во Агенцијата за вработување. Невработените треба да се изјаснат дали сакаат или во моментот не можат да прифатат работа. Бројот на невработени кои се изјасниле е променлив, но за сега само 130 лица се изјасниле дека не можат да прифатат работа. Таа бројка е променлива во секое време. Значи, како ни ги враќаат формуларите, попълнените со нивно изјаснување, така ние ги добиваме бројките. Во моментот имаме негде на околу 130 лица што во моментот не можат да прифатат работа од нивни приватни причини. Од болести, лица кои во моментот живеат во некои пасивни краишта, ако ги понудиме работа, тие не може да прифатат во овој период. И затоа се преминуваат на листата на пријавување на 6 месеци. Од вчера започна пререгистрација и на лицата со попреченост. Сите кои поради низа на причини не можат да работат, пријавување во агенцијата ќе вршат на секој 6 месеци. Исто и за лицата со хендикеп и за нив важи истиот закон. Лицата мора да дојдат овде, да потполнат формулар, на наредно јавување да го вратат и да се изјаснат дали ќе прифатат работа во моментот, активно ќе варат работа кога ќе ја понудиме, или пак во моментот поради нивни причини не може да прифатат работа, се изјаснуваат на 6 месеци да дојдат да се пријават. Од агенцијата објаснуваат дека оние кои ќе се изјаснат дека не бараат работа нема да бидат избришани од евиденција, тука агенцијата ќе престане да им посредува при барањето работа. Со оваа пререгистрација, која всушност представува и филтер, додава Димчов, Штип ќе добие вистинска слика за пазарот на трудот. Сепак, според последната статистика направена за месец декември, минатата година бројот на лица кои бараат работа е многу поголем од бројот на фирми кои нудат работа. Во моментот во Штип има 5487 невработени, од кои 1430 се со средно образование, 632 со високо и 35 со магистарски степен.